Добра вечер, почитувани, го следите дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме настаните на денот. 8 години од диво населје, спомено бележје се уште нема. Реконструиран стариот пат од Младо Горичане до Зебрњак. Семинар за традиционална музика и игра. Се одбележуваат 8 години од престрелките во диво населје кога загинаа 8 припадници на македонската полиција, а дури 37 беа повредени. Граѓаните го помнат денот кога се разбудија со пукотници, порачуваат никогаш да не се повтори. Општината најави, но засега нема изградба на спомено бележје. Сдруженијето на бранители и годинава организираше панихида. 8 години од ооружената пристрелка во Кумановско диво населје. Во акцијата која што траеше 2 дена загинаа 8 припадници на безбедносните сили, а дури 37 беа повредени. Куманово 2 дена живееше во страф и неизвестност. Граѓаните се уште се сеќаваат на утрото, кога го слушаа надлетувањето на хеликоптерот, возилата на итната помош и полицијата. Дел од улиците беа затворени, градот речиси празен. 8 години подоцна со животот во Куманово функционира нормално, мирно, без поделби. Домовите се обновени, но сеќавањата останати. Кумановци велат никогаш да не се повтори. Лош беше тој ден, пуцање на живота. Тоа е. Имаше ли страф меѓу граѓаните? Да. Која е пораката веројатно да не се повтори такво нешто? Да биде мир. Никогаш тоа да не се стори од Господа и од сите. Ние сме еден народ, една сите сме еднакви. Треба да бидеме сите во едно место, со исти мисли, само добро да се мисли. На лошото крај да му дадеме. Како живеат македонците и албанците во Куманово? Одлично, зашто да не? Ние сме браќа, тука немаме дели албанци и Македонија. Ние сме од Господа сите еднакви. По паметите денот? Како не, лошо беше многу. Луѓе без потреба таму иселија се од диво населје, бега, знаеш, по пукотина. Има и жртви, имаше пуно. Каков е животот денеска во Куманово? Ја живеем на друга улица. Не, нормално е. Тече си нормално, вака добро е. Нека продолжи така само. Традиционално во соборниот храм Свети Никола се одржа панихида, која ја организираше Сдруженијето на бранители. Да подсетам, пред 8 години, 2015 година, на 9 мај, во раните утрински часови, кумановци беа разбудени од пукотници. Подоцна и сите во Македонија дознавме дека терористичка група упадната од Косово, вооружена до заби, е сместена во Кумановско диво населје. Таму се водеше мини војна во која што за жал 8 припадници на македонските безбедносни сили ги загубија нивните животи. Дел од нив на денешниот ден, на 9 мај, дел од нив на утрешниот, затоа што 2 дена беа борбите. Уште пожално е што 8 години после тие немили настани, денес да не е Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, овие луѓе тотално се заборавени од државата Република Македонија, од институциите на Република Македонија, од општината Куманово. Имено и после 8 години ние немаме никакво обележје за тоа дека 8 македонски синови го положиле својот живот во одбрана на и Куманово и на Република Македонија. Не го правеа тоа сега за кумановците Димитар Ковачевски и Оливер Спасовски да уживаат во бенефитите на тоа што едниот е премиер, другиот министер за внатрешни работи, го направија тоа за сите нас. Се надевам, искрено се надевам дека за наскоро ќе се сменат работите во Македонија и дека не само ние како ВМРО ДПМН, туку и цела Македонија овој ден несреќен, жален, многу жален ден ќе го паметиме и ќе го одбележуваме многу подостоинствено,
како што заслужиле овие, повторно ќе кажам, македонски херои и македонски синови. Општинските власти изминатите години најавуваа дека загинатите припадници на македонската полиција ќе добијат спомен обележје. Во престрелките животот го загубија припадниците на безбедносните сили Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои посмртно беа одликувани со медали за храброст. Завршена е реконструкцијата на стариот пат на делницата од село Младо на Горичане до Зебрњак. Патот е во должина од 4,2 км, а широчина од 5,2 метри. Станува збор за проект на јавното предпријатие за државни патишта, за чија реализација се потрошени од 40 до 50 милиони денари. Истовремено беше реконструиран и патот Драгоманце-Жеглјане со вкупна должина од 2750 метри. Куќа и плевна изгореле во пожар во селото Малотино, информираат денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Како што потенцираат оттаму пожарникарите на територијалната противпожарна единица Старо на Горичане, интервенцијата ја започнале вчера околу 16 часот и 50 минути. Со 2 возила и 5 пожарникари огнените јазици успеале да ги изгаснат дури утринава околу 7 часот. Куќата и плевната целосно изгореле, а причините за избувнување на пожарот не се познати. Причината е материјална штета која допрва ќе се утврдува. Останува непознато и дали куќата била напуштена или во неа некој живеел. Шопци и которци е мотото на дводневниот семинар за традиционална музика и игра кој се одржа во Центарот за култура во организација на етнокореологот Денис Инадиновски. Според предавачите етнокореолози Бојан Петковски и Симона Китановска, семинарот е наменет за локалното кумановско население, за да ја запознаат традицијата на своите предци. Во Центарот за култура Трајко Прокупиев се одржа вториот семинар за традиционална музика и игра под мотото Шопци и которци во организација на етнокореологот Денис Инадиновски. Еден од предавачите на семинарот, етнокореологот Бојан Петковски, вели дека при неговото создавање во 2022 година се воделе од една важна премиса, дека само преку спознавање на локалното може да се стигне до глобални знаења. И годинава целејќи кон глобалните знаења, нашиот фокус останува на научно и практично осознавање на локалната традиција, односно традицијата на нашите предци, посочува Петковски. Во суштина е наменет за локалното кумановско население, помладо и повозрасно, во суштина да го запознаеме со својата локална традиција, традицијата на нивните предци, само затоа што кога ќе спознаат сопствената традиција, ќе може да додат кон нени поголеми познавања и семинарот е насочен кон сите кои што се занимаваат со ова, но централно кон оние кои што се од Куманово, за повторно ќе кажам, да запознаат традицијата на сопствените предци. Семинарот е насочен кон повеќе целни групи, значи од почетници до луѓе кои што сериозно се занимаваат со ова и во суштина се изразуваат и основни податоци, но и до податоци кои што се сериозни дострели во науката, за да се даде една поширока слика на семинарот за традиционална музика и игра. Оваа година публикуваме на поинаква отсечка, овој пат по вертикала, односно од градот Куманово, условно речено, се движиме кон Штипи Свети Николе, односно од некогашниот предел Жеглигово кон пределот Овче поле и во суштина работиме материјалната и духовната култура, но преценели обредната, пеачката и игрорната култура, токму на од една страна шопците, од друга страна конторците, имавме можност токму да објасниме што некогаш во минатото значеле овие етноними, односно од друга страна екзоними. Во вчерашниот ден, односно да напоменам дека семинарот се одржува во 2 дена, вчерашниот ден беше на тема мастер-клас на тема Шопци и которци, кои што тука даваме еден фокус на научно и практично осознавање на локалната традиција. Во вчерашниот ден имавме прилика да видиме етнолошки филмови, исто така да се запознаеме теоретски, односно научно со орската традиција, со обредите и обредното пеење, додека вториот ден го посветуваме на практичниот дел, односно ќе се обрнеме внимание на обредните игри, соборските ора и обредното пеење. Организаторите подсетуваа дека на минатогодишниот семинар, одржан под слоганот «Од Средорек до Дурачка река», беа разработени етничките предели Жеглигово, Средорек, западен и источен дел на Славиште и Дурачка река и воспоставени разликите во однос на материјалната и духовната култура помеѓу овие етнички групи, односно чинители кои во минатото ги одделувале еден од друг.
Советот на општина Куманово утре со почеток во 10 часот во кружната сала на Поранешен комитет ќе ја одржи својата 24-та седница. На дневен ред ќе се најдат 15 точки, меѓу кои финансиски извештаи на дел од јавните предпријатија, но и повеќе точки поврзани со финансиското работење и буџетот на општина Куманово. Ке се разгледа извештајот на Куманово план, водовод, пазаришта, Куманово паркинг, програмата за развој на Североисточен плански регион, програмата за развој, како и предлог одлука за измена на режим на сообраќај на улицата Страшко Симонов и приклучни улици. Советниците ќе расправаат и за предлог одлука за давање на согласност и овластување на градоначалникот за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка. На дневен ред е и квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за првиот квартал, предлог одлука за исплата на еднократна парична помош, предлог одлука за разрешување и изменување на членови на општинскиот совет за превенција на детско престапништво. На граничниот премин меѓународен аеродром Скопје вчера била приведена 30-годишна кумановка, бидејќи при пасошка контрола на увид приложила лична карта и возачка дозвола на име на лице од Република Хрватска. Таа била предадена на полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Север за понатамошна постапка. Во организација на фотокиноклуб Козјак вчера вечер беше отворена клубската изложба Мајски салон. Посетителите имаа можност да видат 60 дела од Куманово и Марибор. Изложбата ќе биде отворена 10 дена. Околу 60 фотографии се дел од клубската изложба на уметничка фотографија Мајски салон на фотокиноклубот Козјак, што беше отворена вчера вечер во Центарот за култура. Публиката имаше можност да види најразлични фотографии, моменти од реалноста, емоции и многу мигови ставени во рамка. Изложените дела се показател на сериозноста и посветеноста со која фотокиноклубот Козјак пристапува на оваа уметност и представува уште еден доказ за оправданоста на интернационалното реноме кое го има клубот. Посетителите во рамките на салонот имаа можност да ја видат и изложбата на уметничка фотографија насловена Различни погледи од Словенија. Оваа година на Мајски салон имаме изложени околу 30 дела од наши автори, односно од членови на клубот и курсисти кои успешно го завршија курсот оваа година. Има 6 дела од Средно училиште Перо Наков и бидејќи се збратимивме со фотокиноклуб Марибор од Словенија, имаме и нивна поставка од 30 дела исто. Значи вкупно околу 60 фотографии. Традиционалната клубска изложба Мајски салон е една од активностите по повод 75 години постоење на клубот. Изложбата е поддржана од општина Куманово, Министерството за култура, Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев и Фотосојуз на Македонија. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода двајца кумановци. Тие се сомничат дека со употреба на сила влегле во црква во Куманово и одзеле пари. Лицата биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Против нив ке следува соодветна пријава, информира полицијата. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во април изнесувале 49.384 денари. Најмногу пари или 19.224 денари биле потребни за храна и пијалоци, како и за режиски трошоци 13.423 денари. Од Сојузот на синдикати на Македонија, кои ја изработуваат синдикалната потрошувачка кошничка, велат дека еден функционер со неговата плата покрива 3 синдикални минимални кошнички, а еден работник со 2,5 минимални плати не може да ја покрие потрошувачката кошничка. Во продолжение актуелностите од државата. До крајот на неделава ќе бидат изготвени препораките за училиштата со насоки за тоа како треба да се постапува во случаите со меѓуврсничко насилство и девијантно однесување на младите низ училиштата. Ова се првите чекори во насока на измена на протоколот за безбедни училишта, а целосно нов протокол ќе има од септември со почеток на новата учебна година, порача министерот за образование и наука Јетон Шакири. Според експертската јавност, насилството меѓу врсниците во училиштата е присутно
насекаде во светот и наместо да се бараат виновници, треба сите да се вложат и да го дадат својот максимум во сузбивање на ваквите појави. Околу 21% од средношколците кои завршуваат четврта година во источниот, североисточен, југоисточен и вардарски регион сакаат да студираат надвор од државата, покажаа резултатите од најновите истражувања на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, насловени Млади, миграција и образование. Универзитетскиот професор Страшко Стојановски, кој заедно со студентите од овој факултет го реализираше истражувањето, истакна дека 33% од средношколците би студирале на државните универзитети во земјава, а од кои предначат Свети Кирил и Методи Скопје и Гоце Делчев Штип. Друго што можеме да забележиме е дека оние кои не би се запишале на универзитет, а тие се околу 30%, средношколци од четврта година, исто така од нив 24% би сакале да се иселат. Доколку земеме предвид дека оваа година за државна матура од овие региони се пријавени нешто повеќе од 3500 матуранти, а ако ги вкалкулираме овие статистики што не се екзактни, туку се сериозно индикативни, тогаш би можеле да дојдеме до бројка од околу 900 млади, кои потенцијално би ја напуштиле државата само од последната генерација. Тоа е навистина голема бројка. Вели Стојановски, посочува дека привремената миграција за студирање во странство многу лесно преминува и во трајна и ова како што вели е сериозен проблем. Посочува дека истражувањето пред 5 години за студирање надвор од државата покажало дека 13% од матурантите сакаат да студираат во странство, а сега оваа бројка е зголемена, изнесува 21% и како што вели Стојановски тоа е речиси двојно. Представници на домашните синџири на маркет и трговци со прехрамбени производи на мало ја поздравија владината одлука за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврската на трговците да прибавуваат и да им продаваат на потрошувачите определени видови и количества од одделни стоки, истакнувајќи дека со заеднички напори на владата и на Министерството за економија учествуваат во примената на мерките за намалување на енергетската криза и за облажување на порастот на цените. Но поврзано со објавите во повеќето електронски медиуми за изречените парични и кривични казни за непочитување на владината одлука за замрзнување на цените на одредени видови овошје и зеленчук, компаниите информираат дека од пазарниот инспекторат биле извршени контроли во повеќето маркети во изминатите неколку денови. Информацијата дека се изречени прекршочни казни е точна, а казните се изречени од причина што во маркетите немало количини или пак воопшто немало одредени видови овошје и зеленчук опфатени со мерките на владата, соопштуваат од Стопанската комора на земјава. Откако министерот за економија Крешник Бектеши соопшти дека повеќе трговци ќе бидат санкционирани поради непочитување на одлуката за замрзнатите цени, повеќето домашни синџири на маркети се јавија со појаснување дека до маркетите немало доставено количини или немало воопшто од овошјето и зеленчукот кои се опфатени со мерките на владата. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 322 возачи. Од нив 12 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното. При тоа 167 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 155 надвор од населено место. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 16 степен, а минималната беше 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 9 до 16 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот повторно се гледаме утре во Дневникот во 18 часот. Имајте пријатна вечер.